Со света Златоустова божествена литургија започна денешната прослава на Голема Богородица во мавровското село Леуново. Оние кои во минатиот период постеле, денес се причестија, пошто беа прережани славските колачи. За самата Богородица неопислива и целата земја, значи не може сите книги да ги собере незините чудеса и дела кои ги имат извршено. Богородица ни е единствена најблиска молителка на самиот Господ, бидејќи е негова мајка. Денеска Светата православна црква го празнуват споменот посветен на Пресвета Богородица, на незиното успение уствари незиниот погреб. Светата Богородица на третиот ден и кажал ангел Господен дека ќе починет и даде на палмова гранка, за која требало да биде носена на незиниот погреб. Меѓутоа на незиниот погреб се случило едно чудо, за кој еден еврејски свештеник сакал да го турнет одорот на Пресвета Богородица, но за чудо Божјо неговите раце биле пресечени со меч од ангел Божји. За негова среќа побарал помош од апостолите, ги помолил, поверувал во живиот Бог и живиот Бог го обдарил со нови раце, така што тој станал најголемиот верник во еврејската заедница. Сите апостоли на чудесен начин биле пренесени на облаци да го видат успението на Пресвета Богородица со апостолот Тома, после 3 дена пристигнал заради неговото неверие, но не го видел образот и подобието на Богородица, затоа што таа била воскресната и тој само се помолил на незиното свето име и на незиното дело. По молитвата на Света Богородица и на Свети Господ нека ги спаси нашите души и тела. Амин. Во Леуново вака одамна се славело, а успението на Пресвета Богородица е еден од најважните празници за леунчани, но и за луѓето од околните места. Во живописното село Леуново, кое е сместено на надморска висина од 1500 метри, денес ги собра жителите и селениците на сите мавровски села. Прославата започна уште вчера со звуците на зурлите и тапаните од дворот на величенствената црква посветена на Пресвета Богородица, изградена во 19 век. 200 години минале откако се прославува овој голем празник во оваа црква. Секоја година има своја приказна, а организаторите и жителите најавуваат за наредната година уште побогата програма во црковниот двор. Ова село од памти века го прославувало овој ден и во најтешките моменти на историјата го прославувале кога немало ни услови за прославување. Од година на година се помасовно и помасовно се прославува и се трудиме да ова село се сплотат луѓето меѓу себе, да подадат еден до друг со друг рака, така да биде ова село сложно, а има услови и за развој на туризмот, и за селскиот туризам, и за развој на планинскиот туризам. Родица во ова село Леуново се празнува традиционално со векови, откако постои селото. Патронат е на селото Света Богородица. Црквата е изградена негде 1866 година почната со градба, а 1871 е осветена и пуштена во употреба. Традиционално овде нормално се дава ручек на Богородица, има одредено кум последните години, порано тоа не беше, со музика, со веселба, со црковни обичаи, со литургија и така. Дали младите ја следат оваа традиција? Ја следат младите, тоа е големо задоволство за нас вака постарите, што нашата традиција овде да продолжи како што ние ја продолжиме од нашите прадедовци. На денешниот сехристијански празник во црквата Пресвета Богородица во Леуново беше извршено крштевање прво после 30 години. Денес христијанската вера ја прими малиот Матеј Адамовски. Желбата беше по-долгогодишна и за првото детенце сакавме да направиме тука кршевка. Поради традицијата, потеклото и многу други причини, ама многу и услови не беа исполнети. Немаше никакви услови да се направи. Со тек на време, со помош на одборот, со помош на Пресвета Богородица се исполни условите и не се исполни желбата кршевката да ја направиме во село Леуново. Организаторите, како што е редот на празнувањата на големите христијански празници, се покажаа како гостопримливи домаќини, приредија трпеза и забавна програма за присутните верници.